За ЕФА смета аналитичарот Арсим Заколи, според неговите зборови, супериорниот блеф на ЗЗ пукнал како меур, пред се откако добил ладен туш од политичките лидери од Тирана и Приштина. Како што пишува Заколи на Твитер, повикување се на добро познат информиран албански новинар од Тетово, Заев последниве денови Грчевито се борел за поддршка од лидерите во Албанија и Косово за разубедување на Али Ахмети, но му било пренесено дека не сакаат да се мешаат. Кога ЗЗ замина на одмор до август, СДСМовците рекоа дека тоа е чин на супериорност, на победник. По таа логика, прераното враќање треба се разбере како акт на инфериорност, на губитник. Дека СДСМ не е победник на изборите, смети аналитичарот Агим Јонус. Ситуацијата на привидно водство на СДСМ од два пратеника е ситуација од која што било кој може да тргне во некаква позиција. Реалната ситуација е пата. Проблем е политичкиот консеквенс од сето тоа. Значи, ниту ќе имаме јака позиција, ниту јака опозиција. Со оглед на тесната разлика меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН, се повеќе се споменува опцијата за трансфер на пратеници. Според познавачите во оваа ситуација, во понезавидна позиција е СДСМ, со оглед на тоа што никако не можат со сигурност да сметаат дека 4 пратеници од БЕСА ќе останат во коалицијата Можеме во собранието. Ситуацијата за нив е усложнува фактот што од 46 пратеници, дури 12 од коалиционите партнери на СДСМ, додека од листата на ВМРО-ДПМН само 4 мандати добија пратениците кои не се од партијата. Според Јонус, со предизборната коалиција, Билка сам ја спасил партијата од смрт. Партијата на БЕСА направи еден лупинг кој што е многу корисен за самата партија, затоа што доколку тоа не го направеше, тоа ќе беше веќе мртва партија. Она што БЕСА го добива е лутрија и може со својата лутрија да прави што сака. Дека СДСМ направиле лоша проценка со предизборната коалиција со БЕСА, согласен е и Заколи. БЕСА на претходните избори во Тетово имало 8512 гласа, а СДСМ 7252. Нови избори па коалицијата Можеме освои вкупно 7417 гласа, што практично значи дека ниту еден од тогашните гласови на БЕСА не отиша на контото на СДСМ. Се уште во игра останови опцијата за формирање широка влада со оглед на позицијата која има ДУИ како клучен фактор со 15 пратенички мандати. Според познавачите, доколку интегративците останат на барањето за албанец премиер, опцијата за широка влада станува многу реална.